Добро утро, продолжуваме со утринската програма. Утрово да си кажеме за економијата и за се она што е поврзано со неа. За растот на цените, за покачувањето на платите и на пензиите. Му велам добро утро на универзитетскиот професор Гадав Реджепи од Универзитетот на Југоисточна Европа и член на Советот на Народната банка на Македонија. Добро утро, фала на поканата. Добре дојдовте, професоре, во утринската на Телма. На почеток да одиме со она што е веројатно најинтересно за нашите гледачи, а тоа е дали во пензискиот фонд има доволно пари за покачување на пензиите. Не знам точно дали има, но секако ние одиме пензискиот фонд со години назад имаше проблеми во однос на претежно имаше огромен дефицит, што за жал беше покриено пред се од буџетот на Република Македонија. Некогаш тоа беше многу транспарентно, некогаш не беше тоа баш направено така транспарентно, но мислам дека сега е постабилизиран затоа што имаше нели дел субвенциите што беа на странските инвеститори, што беа да не требаа да плата придонеси, тоа беше тој геп. Мислам дека сега е стабилизирано, но далеко тоа нели посакувана позиција. Имаше раст на пензиите во изминатите години, тамо 2014-2015, се додека не се дојде до таа дупка во пензискиот фонд во која повеќе не можеше да се оди. Па имаше предупредување дека пензискиот систем е пред колапс. И сега одеднаш по некоја стабилизација од неколку години веќе имаме и доволно комотен фонд за да се зголемат пензиите. Во јавноста веќе се лицитира и со сумите за зголемување на пензиите. Наспроти предлогот на опозицијската ВМРО-ДПМН за зголемување од 20%, се размислува и за можно скалесто зголемување за да биде поправедно покачувањето на пензиите за луѓето кои примаат пониски пензии. Вие како економист, како наука, што вели математиката? Колку би било реалното покачување на пензиите и дали тоа може стварно да го издржи како капацитет фондот? Секое покачување, значи не верувам дека во Македонија има човек што ќе ви каже дека е погрешно, апсолутно, дека ние гледаме што се случува во јавноста, дека има покачување на цени на многу производи, животниот стандард не е тоа што беше, затоа што нели веќе постанува стандард некои потреби што не беа порано, пример интернетот, телефони, што дам транспортот веќе стануваат стандард, што е секојдневие. Не само тоа, него и цените се во постојан раст. Апсолутно, и цените на овие производи, на сосема други прехрамбрените производи, баш сега после корона кризата не имаше зголемување. Така да не можам да кажам дека не е лошо да се зголемат пензиите, платите било друго што, но мора да се внимава. Мора да се внимава за тоа што во последни 20 години постојано правиме грешки. Постојано пензионерите се категорија која е многу важна за општество, но се во голем број. Мислам дека се 330-335 илјади во број. Тоа е огромен број, секој мало покачување кај нив, значи големо опторет за буџетот. А бензинскиот фонд се полнеше тоа што го спомна Преска и дури нормално има подобрување за тоа што просечната плата се зголемува. Тоа значи автоматски поголем приход кај пензинскиот фонд и од друга страна имавме и намалување на невработеноста што е позитивен показател и тоа ќе влијае дополнително во зголемување. Доколку бидејќи пензинскиот фонд мора да се навикне сам да функционира, сам да работи. Доколку пензинскиот фонд има простор за зголемување на платите, на пензиите, апсолутно тоа треба да се направи. Но, доколку за тоа треба дополнително пари од буџет да се земат, мислам дека треба да бидеме многу внимателни, особено во овој период. Дали може да стане збор за колкаво би било тоа покачување како математика од научен аспект? Не, нема такви, затоа што нема ние точни податоци со колку слободен фонд располага пензискиот фонд. Дури не знаеме дали пензискиот фонд има таков фонд. Така да немаме, мислам особено јас немам такви податоци, не сум стигнал до такви информации да знам нели правиме калкулации. Изгледа малку нелогично во ек на здравствена и економска криза, и тоа на глобално ниво, не сме само во Македонија овде, во ек на енергетска криза, Македонија ги зголемува минималната плата, зборува за зголемување на платите и на администрацијата, сега се најави зголемување на пензиите. Тоа што дали сме ние скриена економска сила, или пак мора да одат паралелно тие процеси, бидејќи како што рековте, сами цените на основните прехранбени производи секојдневно растат и со тоа паралелно мора да има раст и на платите и на пензиите за да можат граѓаните да издржат. Така е. Мислам дека
што кажам, мислам дека година назад правиме грешки, немаме некои стратешки цели определби. Економистите требале да знаат, секој економист знае дека после здравствена криза следи економска криза. Значи, ако не економски параметар, пак ќе следи економска криза. Силината на таа криза никој не ја знае, што зависно во различни периоди има различна силина. Но се знаеше дека ќе има економска криза, мислам дека е за мене несфатливо некој економист тоа да не го предвиди. Колку ќе биде силна, тоа е веќе друг фактор. Ние сме во овој период се покажа дека дури кога беше корона кризата, ние видовме дека се затворија границите, видовме дека ние многу малку произведуваме. Особено произведуваме производи кои се основни за животот на секој граѓанин. И сега кога имаме криза, пак приметуваме дека ние сме премногу зависими од купување надвор или извозување и увоз на производи од Германија, од други земји. И кога цените таму се покачуваат автоматски, тога се покачуваат. Жално е за мене, например, пилешко месо, каде што ние сме земја, каде што многу лесно може да го продаваме. Дури гледаме и јогурт купуваме надвор, што е многу страшно. Тие се многу страшни стратешки, не сме биле правилно определени. Во однос на зголемување на плати. Мислам дека тоа е минималната плата беше представена како економска категорија. Тука е грешката. Доколку беше представена како социјална категорија, социјална мерка, реакцијата не би била толкава. Треба да се помогне на тие секако што имаат најниски примања, но вака представена е економска категорија. Што ме економска категорија? Со право другите сите вработени во јавна администрација, што мислам дека приватниот сектор е сосема различно функционира, тие веќе има големи зголемување на платата, но во јавниот сектор мора тоа да се следи, затоа што ние веќе сами влеговме во тој лабиринт. Мислам дека оваа година ќе биде многу турбулентна, со многу предизвици. Јас не би сакал да бидам во местото на било кој министер за финансии, затоа што ова веќе е многу тешко одржливо. Дали е потребно? Грешката е тука направена. Во зголемувањето на минималната плата, овој пат се направи еден многу добар позитивен чекор, и тоа мора да го поздравам, е дека се постави методологија. И не мора да се научиме како држава да следиме методологии, да следиме колективни договори, да следиме закони. Доколку, например, истата мерка беше представена малку поразлично. Пример, само кажувам, пример, ако би било 16.500 и другите 1.500 денари ќе би биле социјален пакет, тоа што сосема различно било реакцијата и за овие 1.500 денари зголемување мораше да следат покачувањето и на другите сектори. Тоа е начин како функционира една држава. Ние плюс се сочуваме и со голема миграција на луѓе во Македонија. Че приватниот сектор веќе се жали дека има голем број. Не може да обезбеди. Апсолутно. Јавниот сектор пред неколку години многу се зборуваше за тоа дека има превработеност. Јас гледам секојдневно, пред вчера видов 27 оглас за 27 вработувања во финансиска полиција. Зошто не се земаат од некои други јавни институции? Зошто нема превработеност? Апсолутно. Значи во приватниот сектор тоа секојдневно функционира. Луѓето од еден сектор се префрлат во друг сектор. Зошто тоа во јавниот сектор не ми е јасно, зошто тоа година назад не функционира. Од друга страна, приватниот сектор се жали дека нема вработени. Така да треба да се ослободат овие луѓе да работат. Тие анализи каде што се покажа, имаше многу анализи на времето дека некаде 70.000 вработени треба да има во јавната администрација, ние имаме некаде дупло тоа. Што за тоа не може државата не може да ги зголеми платите. Наместо да одеше кон зголемување на платите, ние сакавме да имаме вештачки во наводници го кажувам, вештачки намалување на невработеноста и прикажуваме сега помал број на невработеност, ама од друга страна не може се на грбот на. Апсолутно, потрошачката кошница е зголемена за 20% во претходни 10 години. Просечната плата е зголемена за 43%.
пример стан цена на квадратен метар е наогло зголемена. Јас се сеќавам на мое време, јас може да купувам пример метар и пол квадратен. Сега не може да купуваш 1 квадратен со твојата плата. Иако е зголемена мојата плата, но како купувна моќ е намалена. Че не може така мораше да размислиме на зголемување на платите многу порано. Рековте не би сакале да сте во кожата на министерот за финансии. Колку е ова одржливо на долг рок? Еве 2022 ќе биде кризна година, односно по пандемиска година или во ек на пандемија и тешка економска година. Што на подолг рок? Колку е одржлив ова или станува збор за балон кој може да пукне? Мислам дека за ова година ќе му биде многу тешко. Во наредни години очекувам дека и кризата се стабилизира и предвидувањето, нели буџетот кој ќе се направи, кажа мојот пристап е личен дека мора да размислиме за зголемување на платите. Но бидејќи државата не може тоа да го направи, министерот за финансии треба да биде честен, мислам транспарентен, да каже дека на граѓаните да објасни дека толку се парите, дека тој не може повеќе. Би било погрешно ако се задолжиме за зголемување на платите, тоа не би било правилен чекор. Но министерот за финансии треба да, мислам, мојата логика е дека треба да каже скалесто покачување, ама мора да следиме закони, мора мислам, ако имаме постои 2,5 индекс за например наставник да земе плата во однос на минимална плата, тоа треба да се следи. Не мора да како држава да се научиме да следиме закони. Не може државата сега тука да не почитува колективен договор или да не следи закон. Тоа би било многу погрешен, многу мислам дури и пораката кон луѓето каква е во овој момент. Затоа треба да се објасни честно дека има или нема буџет. Ако нема буџет, треба да се каже дека во наредни 2-3 години ќе се стигне до тоа покачување, но не може одеднаш тоа да се направи. Рековте погрешно би било да се задолжуваме како држава за зголемување на платите. Јавниот долг веќе е зголемен за 15% поени од бруто домашниот производ и стаса до тој лимит на јавен долг од 60% од бруто домашниот производ, што може да го доведе во ризик. Да. Вкупната економска слика во земјата, и тоа најстрашно е што околу 75% од вкупниот јавен долг, односно 88% од државниот долг е за финансирање на буџетскиот дефицит. Да. Значи трошиме повеќе пари од колку што создаваме. Да. И тоа со години нанасат. Да, и оваа година планираме, мислам дека дефицитот е планиран некаде на 600 милиони, што е огромен дефицит. Реков дека тие пари некој треба да ги врати. Мислам дека треба да се размислува. Сега, можеби, треба да очекуваме и можно е да има некоја зголемување на даноците. Сосема би било логично сега тоа да се направи. Државата помагаше на приватниот сектор кога тие има голема потреба. Но сега и приватниот сектор мора да сфати дека некогаш и државата има потреба од нив. Така да има простор дури во неформалната економија. Многу анализи покажуваат, сега колку се релевантни не можам тука да тврдам, но сепак покажува дека стотици милиони, барем 100 милиони евра се во неформалниот сектор се уште се движат. Така да таму има простор за зголемување на буџетот, но понатамошно задолжување за плати, мислам дека моје став е дека премногу ризично, затоа што тоа нема ние пак и ова зголемување на платите да го направиме. Пак ќе го направиме како сега можеби ова е песимистички, но пак ќе направиме со иста логика, ќе ги зголемиме платите без при тоа да бараме подобар резултат, поголема продуктивност. Значи ние може да ги зголемиме платите на наставниците, но ништо нема да смениме во пристапот кон школите, значи зошто јас треба моето дете да го пратам на курс дополнително за музика, за математика, за да учи англиски јазик, што е несфатливо. Треба да се одреди балансот на мотивација со зголемување на платите. Да, зашто ако имам поголема продуктивност, тогаш за 2-3 години тогаш апсолутно би било и логично да се зголемат и платите, зашто ќе има основа за да се направи тоа. Професоре, велите дека е можно и логично во ваква ситуација да се размислува за зголемување на даноците и дека државата сега може да побара помош од приватниот сектор. Јас пак имам впечаток дека државата исклучиво е потпрена на приватниот сектор и тој е секогаш најнатоварен, најоптоварен. За сметка на сите оние бројни луѓе во администрацијата кои некогаш и не одат на работа, а добиваат плат. Какви што примери сме виделе безброј на тие партиски луѓе кои треба да се згрижат или наградат после секои избори
изборувам без оглед на од која политичка Да, партија апсолутно. доаѓа. Зошто повторно натовар на приватниот сектор да се плаќаат административците кои не одат на работа? Затоа спомнам дека порано имаше многу истражувања, многу дебати за ова. Не знам во последни години стасна ова дебата, затоа што зошто толку во јавната администрација имаме толку многу работници. Дали навистина тие се потребни? Дури о политичка гледна точка се зборуваше дека многу луѓе не одат на работа. Мене никогаш тоа не ме беше проблем. Мене ме беше проблем што ако одат на работа, што ќе работат? Значи не мене физички присуство на самата работа од 8 до 4. Важно е тој колку рендимент, колку произведува, колку е продуктивен тој во колку е корисен за општеството. Да, апсолутно ние гледаме дека за еден документ, може во некои места чекаме, треба да чекаш 2 сати додека стигнеш на ред. А од друга страна зборуваме секојдневно дека многу луѓе седат дома не работат. Зошто не се прави таква анализа да се види во кои сектори навистина има потреба од повеќе луѓе, од повеќе значи да се ангажираат работници да се префрлат тоа што реков стратешки. Мора министерствата меѓусебно да се префрлат од едно министерство на друго министерство тамо каде што има работа. И мора да се почне и јавниот сектор да се однесува како приватниот сектор, да мери продуктивност. Во приватниот сектор нема шанси да се вработи работник кој јас многу често јас работам како консултант често, така да тамо нема шанси да се вработи работник ако не се докаже која е неговата потреба и кој ќе биде неговиот придонес во самата работа. Во државниот сектор тоа апсолутно не се прави. Не се прави, воопшто не се прави. Тоа е несфатливо. Значи не е поентата да одат овие луѓе на работа, туку што ќе прават на работа. Тоа е главниот проблем. Зошто 140.000 Тие се ангажирани за да бидат згрижени или наградени, не се ангажирани за да бидат продуктивни. Апсолутно. И сега тоа, значи на економски факултет прва година тоа што учеше дека двајца, ако на едно работно место се потребни двајца луѓе да работат, ако се тројца, нивната продуктивност опаѓа на првите двајца. Тоа што овој ќе зборува со некој, ќе муабети со некој, така ќе пречи. Така на секој работно место, ако не е идеалниот број на работници, тоа само ќе биде пречка. Не е повеќе. Значи 10 луѓе нема да 20 луѓе на работно место кое што има потреба од 10 нема да работат повеќе. Ќе работат помалку и овие 10. Го спомнавте огласот за вработување на 30 на луѓе во финансиската полиција и не е само тој, секојдневно сме сведоци, барем луѓето што следат дека секојдневно државните институции објавуваат огласи за нови вработувања. Јас стварно не знам колкав е вистинскиот број на луѓе вработени во јавната администрација. Претходно сакав да ве прашам дека на крајот на месецов истекува мерката за замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Дали очекувате нов драматичен пораст? Се проценува дека меѓу 20 и 30% се зголемени цените во изминатите неколку месеци. Освен на оние што останаа замрзнати со таа мерка за која имаше поделени мислења во јавноста, не знам дали го дадоа посакуваниот ефект. Сега владата најавува дека ќе интервенира во маржите за да спречи нов драстичен скок. Што ќе се случува на тоа поле во однос на цените? Дали 1.000 денари, илјадарка во маркетите ќе може да наполни иста кошница пред месец дена и сега во март, например? Тешко дека тоа ќе биде, затоа што не видовме дека инфлацијата беше 6,7%, а во јануари за прехранбените производи мислам дека беше над 9, нешто така, над 9. Тоа е веќе огромно покачувањето. За да бидам јасен за граѓаните, тоа значи дека нивните пари за 9% ќе вредат помалку во јануари од кој што вределе лани. Таа илјадарка е 900 денари. 900 денари во куповна моќ. Мислам дека мерката за замрзнување на маржата е добра, но мора да се биде внимателен за тоа што ние сме пак држава каде што многу често знаеме да изигруваме системот. И тука пак можно да има некое поголемо покачување на цените затоа што многу лесно тие да прикажат повеќе трошоци или да прикажат поголема цена на снабдување во нивните фактури, при тоа нели маржата ја прикажа дека иста, а всушност може да биде поголема. Дека во приватниот сектор поголемите компании навистина се однесуваат етички, но имаше случаеви, особено на пример во фармацевската индустрија, каде што ние видовме дека цените на маски за некои основни производи се покачија по 3000 пати. Иако нивната цена на снабдување беше таа, мислам, како 1 денар или не е важно тоа, важно е дека пристапот беше неетички. Така да имаше многу мали бизниси што се однесува неетички. И мора на тоа да се укаже
дури јас би бил многу транспарентен, би отишол да укажам кои се тие фирми кои се тие компании, фирми што беа неетички. Поголемен број беа етички се однесува, но имаше мал број што не беа етички во овој период и мислам дека не е тоа момент за профитерство или момент за збогатување на X бизнеси. Така. Народната банка, каде што сте член на Советот, во соопштението рече дека во јануари е остварена годишна стапка на инфлација од 6,7%, а забрзувањето е одраз на порастот на регулираните цени на енергенсите, како и на растот кај дел од прехранбените производи. Инфлацијата е над проекцијата, а очекувањата за идната динамика на увозните цени е коригирана во нагорна насока, со што ризиците на краток рок се очекуваат и се нагорни. Меѓународните институции очекуваат стабилизирање во наредните некои месеци, но и со тоа да се намалат инфлаторните притисоци. Меѓутоа, додека тоа се случува и нова криза во Украина и опасност од нов воен конфликт. Поради тоа цената на нафтата е многу висока на светските берзи. Дали светот глобално е пред нова економска криза? Апсолутно мислам дека да. Веќе се покажуваат првите знаци. Првиот проблем е инфлаторниот проблем. Вториот проблем е јавниот долг, затоа што не е само Македонија што го зголеми јавниот долг, го зголеми целиот свет. Апсолутно рече сите земји имаат поголем јавен долг. Инфлацијата уште поголеми проблеми ќе прави во однос на јавниот долг, затоа што јавниот долг станува тој што е, а ти треба да платиш во денари, па некои може и држави имат и поголеми проблеми, многу посериозни проблеми, спомнавме Турска преска отколку Македонија. Но сепак ние треба да гледаме нашата економија, нашата држава во однос на тоа како пристапуваме, прашањето прво беше глобално, дали не очекува голема економска депресија од типот на онаа по Првата светска војна? Рековте дека секој економист може да предвиди економска криза, не може да се предвиди длабочината и силината на кризата. Меѓутоа, поминавме низ пандемија, се уште минуваме низ пандемија, на која можеби се надзира крајот. Од друга страна, енергетска криза, која можеби исто требаше да се предвиди во услови кога светската економија ќе се опоравува и ќе почне да се враќа на старите патеки. Глобално погледнато, што може да очекуваме во наредните неколку години и каде во тој мозаик се вклопува нашата Македонија? Мислам дека како што кажа че има веќе и почната таа економска криза и криза со јавниот долг. Тоа ќе биде предвидено, но не очекувам јас лично пред сите анализи што ги правиме постојано, не се очекува така голема депресија, апсолутно не. Мислам дека за наредни 6 месеци многу работи ќе се подобрат. Верувам дека можеби септември, октомври уште повеќе ќе биде појасно како ќе се извидат работите. Секако ние под услови да нема војна во такви сразмери. Ако се случува тоа веќе е сосема друга приказна, затоа што веќе се прават нови сценарии. Апсолутно, мора да се направат нови сценарии, затоа што веќе никој не знае што ќе се случува. Еве слушнавме соседна Србија набавила не знам колку 30 милиони тони брашно. Да. Пшеница и основни други прехранбени производи, грашак, масло за јадење и некои такви состојки, нешто за основна прехрана. Од македонските надлежни има само срамежливо дека ние сме стабилни во однос на суровини и немаме потреба од дополнителни набавки. Дали ние навистина имаме доста резерви или можно е да се соочиме со недостиг од храна ако навистина пукне голема војна на исток? Би било добро да бидеме многу повнимателни. Ако викате дека ако в Србија тоа го кажуваат, а Србија знаете дека е голем производител на многу основни прехранбени производи. И сепак набавува. Да, и сепак набавува. Мислам дека и ние би требало да бидеме повнимателни, затоа што кога почна со целата ова криза беше, мислам дека канцеларката Меркел беше таа единствената во свет повеќе развивени земји која излегува и кажува дека за 2 години ова ќе се случува, затоа што ти имат околу себе експерти кои кажуваат точно кога ќе почне пандемијата се знае колку ќе трае, приближно се знае колку ќе трае и како тоа ќе функционира. Ние некако и тогаш кажуваме дека за 1 месец ќе се реши, за 2 месеци брзо ќе спласне, еве ние ќе направиме карантини, работи ќе се сминат. Мора некои работи да бидеме свесни дека не се функционира така. Ако не постои некаква опасност, ние сме држава и мора така да се однесуваме. Ако постои опасност, реално постои опасност од војна, јас не сум по таа област апсолутно експерт, стоковите резерви се тука, но дали тоа е доволно, мислам дека не. Мислам дека не, затоа што може кризата да потрае подолг период. И веќе кога имаше една криза, друга криза, тоа ќе биде многу тешко одржливо.
Ја спомнавме Турција, да. Дилемата беше како Македонија, како мала и увозно зависна економија, увезуваме многу, рековте за жал, и основни прехранени производи кои можеме да ги создадеме дома. Имаме стапка од инфлација од 6,7% во јануари во однос на претходната година, а Турција, која е економски џин на Балканот и на Блискиот исток тука, наш голем трговски партнер во исто време, во изминатите месеци се мачи со неконтролирана инфлација, не можат да ја зауздаат. Вчера дури претседателот Ердоган најави дека е време за враќање на инфлацијата на едноцифрените стапки. Таа инаку во меѓувреме стаса до 30%, а според некои независни истражувања и до 50%. Значи една Турција се мачи со стапка на инфлација од 50%, и Македонија успева да ја контролира. Станува збор за административна мерка или за нешто друго? Народна банка будно, мислам, цело време, мислам, ако гледате сите извештаи од било кои релевантни организации, макроекономската политика беше најмногу пофалена во Македонија години назад. Турција и Македонија е неспоредливо затоа што пред се во капацитетот, големината на самата економија. Во мали економии многу полесно може да се контролира инфлацијата во однос на големите економии. Турска мислам дека е проблемот, сега не сакам да навлезам многу, мислам дека проблемот малку во однос на јавниот долг, кој што го има и приватните компании, затоа што ако почне инфлацијата, нивниот долг се зголеми. Ако е должен, например, на американска компанија, германска компанија 100.000 евра, беше инфлацијата била, да кажем, 15-20% лирата падна, ти има девалвација на нивната вредност, што е многу полошо. Ние немаме таква состојба. Ние имаме со инфлација, но немаме девалвација на денарот. Сега Ердоган вели дека е стабилизирани девизниот курси таму. Сега не знам, секојдневно се менува, не знам како тоа ќе биде. Ти го има тој проблем, сега јавниот долг, пример да биде појасно, ако имаш 100 милиони евра, сега во лири ти си работел, си имал маржа, сега целата маржа ќе ти исчезне, затоа што ти си работел, да кажем, со 10% маржа, а девалвацијата била 30%, 40%, и ти автоматски треба да вратиш 130 милиони евра таму. И затоа значи фирмите веќе почна да... Зошто не го употреби Турција моделот на Македонија за да го стабилизира девизниот курс? Зборам за ова е делот кај што зборам за делот што е јавниот долг. Во делот за стабилизирање, значи не сакам да наведам зошто тие тоа не го прават. Народна банка има своји механизми, меѓу кои нели напознатите намалување на основната каматна стапка, тие не се реши за тоа. Не би сакал да навлезам секако зошто е тоа така. Додека во Македонија каква е состојбата, мислам дека е релативно многу стабилна, апсолутно многу постабилна, пример од 2008 каде што исто така имаше економска и финансиска криза. Ние сме сега многу постабилни, тогаш немаше инфлација и девалвација. Сега сме многу постабилни, девизните резерви се стабилни, ние сме исто така Македонија потписник на со Европската централна банка, така во случај да немаме девизни резерви и значи Европската централна банка ќе ни помогне со тоа, затоа што се пак мала економија многу лесно може да дојде до стабилизација на девизниот курс. Мислам дека апсолутно моментално нема никаков ризик за тоа. Да, како член на Советот на НБРМ, како изгледаат останатите клучни параметри од крвотокот на македонската економија, на домашната економија, во однос на, велите, девизниот курс е стабилен на долг рок? Да, апсолутно. Без никакви ризици? Апсолутно. Мислам дека ние сме дури претерано внимателни во оваа област, затоа што може би можело да дојде и до, например, засилување на денарот, не до ослабнување на денарот. Би имало и таков простор, но мислам дека Народна банка многу внимателно пристапува и че нема никаков проблем во тоа све. Дали парите на граѓаните во домашните банки се безбедни? Да, апсолутно, значи се безбедни, но граѓаните треба да знаат дека каков е законот во Македонија, дека до 30.000 евра, где тоа се 100% нивните. Тоа веројатно го знаат, меѓутоа прашањето се однесуваше во однос на ќе закачите. Прашањето се однесуваше во однос на состојбата на домашните банки. Апсолутно, значи тоа што ние сме го виделе како извештај, јас лично сум го видел како извештај, сите банки се апсолутно стабилни, сите се солвентни, сите имаат многу повисоко ниво на адекватност на капиталот, тоа што минимално потреба, каде што ќе има потреби ние веднаш пристапуваме, веднаш веќе сме докажени во тоа дека пристапуваме, каде што ќе приметиме дека нема адекватност на капиталот соодветно на сите стандарди. Што велат прогнозите за раст на бруто домашниот производ до крај на годината, се правили сценарио А, сценарио Б, што е со стапката на невработеност и зошто процентот на сиромаштија се уште толку висок?
Проблемот со сиромаштијата е, мислам дека главниот проблем зошто се случува. Дори еве со минималната плата мене главната поголемата, мислам, најмногу сум загрижен зошто ние сме стигнале до ниво да сега мислам дека ќе биде околу 20% од луѓето да живеат на минимална плата. Тоа е катастрофален резултат. Апсолутно, затоа што во Европска унија веќе излезе некој пораток дека тоа е некаде 3%. Но мора да внимаваме дека во Европска унија 3% е претежно за нови вработени. Не е за работник на една, значи во Македонија еден работник може цел живот да го помине во минимална плата. Тоа е сосема погрешен пристап. Че во Германија може да во Швајцарија може случува да влегува со минимална плата, но тоа е првите 6 месеци, 3 месеци и затоа не билечи има многу флуктуација на работни места и постојано има некој што е во таа минимална плата. Но најголем број на работници, значи после неколку месеци тој ќе помине во висока плата. Ние имаме постојано луѓе кои работат на таа минимална плата и затоа е таа сиромаштија, апсолутно. А пристапот, затоа реков дека погрешно пристапуваме веќе 10-20 години назад. Мора да одиме кон повисоки плати. Ние сме во Европа и ќе бидеме дел од Европска унија. Ако е тоа така, ако за 10 часа може човек да стигне до Виена, кога ќе се отвори простор за еден работник да работи во Виена, ви очекувате тој да замине, затоа што исто работно место што работи тука ќе работи во Виена со многу повисоки приходи. Затоа мора да создаваме повисоки плати и да бидеме за да бидеме поспремни, да кога ќе се ослободат се либерализираат можноста за влез за слободно вработување во Германија или со македонски пасош, тогаш да имаме таква позиција да луѓето не заминат. Инаку навистина тоа е главниот проблем во Македонија, миграција на луѓето што се зборува, но мислам дека уште многу повеќе треба да се зборува за тоа. Да, велите правиме грешки во чекори во изминатите години, сега доцниме со набавка на стокови резерви, односно за засилување на стоковите резерви, како што на есента доцневме со превенирање на енергетската криза, која сега не чини 170 милиони евра плюс товар на буџетот. Трошивме непродуктивно во изминатите години. Не може, значи се сеќавате сигурно пред 10 години некаде мислам дека беше 2,7-2,8 милиарди евра буџетот, сега е 4 милиарди евра. Не може луѓето исто да живеат. Не може тој што има 20.000 денари плата во 2010-2009, сега да има уште 20.000 денари плата. Невозможно е, зашто сите економски параметри се подобруваат, а тој не го чувствува тоа. И мораше да внимаваме на тоа. Затоа реков, во Германија или во повеќето европски земји таа минимална саатнина ти има таков пристап и постојано тоа се зголема. Ние мора да бидеме да се осигураме дека човек со една плата може да има минимум пристоен живот. Да, но истовремено многу компании се мачат со ликвидност. Неликвидноста е голем проблем. Очекувате ли да згаснат поголем број мали и средни претпријатија кои поминаа низ кризата? Мислам дека за жал тоа ќе се случи, тоа ќе биде случај да ќе со некои компании кои мора да сватат дека ние структурно како држава, затоа кажам ние немаме стратегии, не правиме реални стратегии. Мораме како државна структура да се поместиме. Не може, ние не сме трудоинтензивна земја. Не може мала држава да биде трудоинтензивна, да работи во трудоинтензивни индустрии. Тоа е нелогично. Тоа може Кина да го направи, може некој Индија да го направи, не може Македонија да го направи. Ние требаше нашата стратегија требаше цело време да биде да привлечеме компании кои ќе понудат повисоки плати и ќе берат високо образовани кадри. Че не може ние да бараме фабрики каде што ќе се вработат 10-20.000 луѓе. Ево отворете некој оглас со 100.000 луѓе, нема шанси некоја фабрика да собере толку луѓе, затоа што невозможно. Дури ако собере тие можеби неколку месеци како се отвара економијата, како се зголемуваат цените во другите фабрики, овие работници се префрлат во другите фабрики. Тоа ќе се случи. Така да и овие што се стопанственици на трудоинтензивни, повеќе трудоинтензивни компании, мислам дека или треба да работат во периферии во Македонија, или полека треба да мислат да го променат начинот на работење, да го автоматизираат повеќе. Рековте најголем проблем е отсуството на стратегија и дека Македонија на долг рок ќе се соочи со недостиг на работна сила. Апсолутно. Кога би имале, бидејќи сте добар познавач на одличен познавач на работите, само микрофонот, и дека кога би имале позиција да ја подготвите таа стратегија
на што би предупредиле, кој е главниот предизвик за македонската, на што треба да се фокусира македонската економија? Бидејќи кажавте не е трудово интензивна. Што треба да одбере неколку сфери и да се насочи на нив? Да, Кои би биле тие? Кластерски. Мислам дека требаше кластерски да пристапиме. Кластерски да пристапиме, односно кои се тие области кои сметаме дека навистина ќе бидат поže. Ние мора да одиме кон високо, бидејќи имаме висока стапка на образовани луѓе. Сега квалитетот е сосема друго прашање, но мора да работиме на тоа и мора да се работи на продуктивноста. Бидејќи јан сигурно нема време, мора да се работи на продуктивноста, на зголемување на продуктивноста, на мерење на продуктивноста првен, па зголемување на продуктивноста на работниците. Ако така правиме, верувајте дека сите ќе живееме многу подобро. Професор Реджепи, ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Телми и за исцрпните аналитички одговори. Беше задоволство.